Почитувани граѓани, Христијан Мицкоски е свесен за поразот што го очекува на 12 април од граѓаните и затоа бега од изборно соочување со председателот на СДСМ Зоран Заев во изборната единица 4. Со ваквото бегање од председателот Заев, извршителот Мицкоски сака да побегне од одговорноста од изборниот пораз на 12 април. Извршителот Мицкоски сака да се спаси од оставката во партијата и одговорноста за неговата неспособност да ја префрли врз други луѓе во неговата партија. Јасна е целта на извршителот Мицкоски. Неговиот шеф Груевски да продолжи да ја води ВМРО-ДПМН, а тој да продолжи да ја држи партијата нереформирана и корумпирана, во заробеништво на криминалот на мафијата. Кукавичкиот потек на Христијан Мицкоски е потценувачки кон граѓаните. Наводно бара мандат, а не смее и не сака да се појави на пратеничка листа за да се сокрие од фактот дека поддршка од граѓаните нема. Мицкоски се плаши да се соочи практично со граѓаните. Од тука треба да му биде јасно и да им каже на граѓаните дали ќе поднесе оставка откако неговата партија ќе изгуби на парламентарните избори на 12 април. Бадијала Мицкоски се обидува да побегне од пратеничката листа, поразот за него е неизбежен. Граѓаните ја гледаат разликата помеѓу одговорните политики на СДСМ и Зоран Заев, што носат напредок, економски развој и интеграција, и деструктивното делување на Мицкоски, кој нуди одбрана на криминалот, изолација и обнова на режимот. Почитувани граѓани, Мицкоски 1 чекор назад, Зоран Заев 3 чекори напред. Мицкоски и ВМРО-ДПМН се за изолација и уназадување, Заев и СДСМ се за интеграција и напредок. Затоа, на 12 април, поразот за Мицкоски е извесен. Може тој да бега од соочување колку сака, но од поразот на граѓаните нема да избега. Ви благодарам.